Се наоѓаме во Торската клисура, во близина на селото Карабуниште. Се овој редок на убав прекрасен водопад, што може да видите само во целот годината. Тука сме една голема група уживателки во Македонија, кои ќе ги видите. Еве ги. Јас сега тука ќе се замијам. Охо! А вие уживајте во Македонија! Здраво уживатели во Македонија, еве не во зеленилото на Торската клисура. Ние значи покрај тоа што секогаш бараме место дружење на Македонија, од нашите прошетки низ Македонија даваме и корисни работи кои што може да ви користат при вашите шетања и ноѓење во природа. Со мене е преубавата Андријана од Требино во преубавото Порече, која што ќе ни каже нешто за лековитите растенија од македонската народна медицина. Поведи. Во различни места во Македонија ќе слушнете различни имиња за еден вид на печурка која што може да ја соберете летно време. Таа во пролет таа изгледа како еден вид на шампиньон, така е затворена и малечка. Ги има во различни големини, но кога ќе ја раздвоите напола, во пролетно време има како вода течи од неа. Но летно време тоа станува како кафеав прав, кој што кога ќе го притиснете, има цитни дупчиња и излегува. Неа многу можеби од партизаните ја користеле како лек за засирување на крвта. Ја имам пробано и е доста ефикасно. Па летно време ми се случуваше да се соберам за во текот на зимата доколку дојде до некоја непосакувана и незгодна ситуација. Може да ја соберите ако ја најдете, ќе ви биде од голема корист. Да. Во секоја непогода во вижај. Кај се наоѓа Порече? Убаво. Порече се наоѓа помеѓу Даутица и Мокра и Солунска глава на исток и Сува гора и Добра вода на запад, односно по поречието на реката Треска. Сниме ги овие уживателки и уживатели во Македонија и одиме нагоре на Карабуниште. Огромно благодарам за Андријана и се гледаме горе во Карабуниште. Уживајте во Македонија! Нека. Ама не може да уживате со некој, Еве ти доказ за кучето сагат, ама избега. Избега мачето, да. Сура! Ова е бабацена од Карабуниште. Голем поздрав и уживајте во Македонија. Немате гајно, повелете, немојте да не дојдете ако наминете. И ако не сум со козите, викате, јас се вртам овде со козите. А колку кози имате? Пејките почекаме. Колку кози имате? Имам две немисокозени, едната излаке јаре лани немисокози, година не остана скозна. Имам 3, 5 и прч. Да ви го пуштам прчот. Кој? Знаеш што прч имам ја? Тој веќе израз. Како што ме гледа, ќе се трка у вас, ќе се гали. Вака стапчето удри му. Тој не е пак. Мама некој вака, чиска и нозите. На мене, те ранем до тебе и ќе се смени, ќе дојде, ќе се чеши. Моля, ја го бутам вака, умен. И јарињата се така. А инаку бабацена е позната во тоа што ние пред 4 години којевме за Македонија, мојаве ти правевме комицки. Ама видиш, дуго време минале. 4 години, да. И за тоа. толку е се. Еве сега овие електричарија син ми утоптали ќе бил да паза. И вика, абе тоа Карабуниште, дали стои или има струја? Има, вика мајка. Бе, која ти е мајка? Иде ти ја ка. Како е, вика? Тада кај има куќа, вика, со бели плаки, којчето, да. Паценка, вика, да. Леле, вика, опасна вие. Абе, вика, ќе викнеме од крс, вика, со камионот тура и вика, капучино, кап, она ни дава од магарицата, вика, не е помолзана магарицата. Кој јас една дета, тој Ѓорче ми се јавува, вика, и идат гости, кој сака куќа отворен, чај туре. Викам, не се косиле, викам, ништо помочане. Да не се лути тако вичува. Не, тама работа. Мене ми е тоа за ебанција. Еве, оној пат беше командирот од Велес. Ивица се вика и дојде инспектор. И запре овде, добар ден, може да влезам?
Ако си за убоблезе, ако не викам да гледаш дрва. Да. Гледаш викам дрва. Они се не за ако се зубо е буру. Вака му телефон. Бабо Цено. Голем поздрав. Магарито денеска е најбарано. Најбарано. Значи, еден од далечните записи за Карабуниште од Јордан Хаджи Константинов Джинот, сите го знаете, сте чули во школа за него, кој во својот напис за Цариградски весник Велес, статистичко описание од 7 март 1859 запишал дека Карабуниште е населено со македонско и турско население во тоа време. Преку оваа планина, овој стрк што гледате, е поречието на Кадина река, кај што имало муслимани, сега веќе е раселено. Тие од таму доаѓале овде. Меѓутоа во село во 1813 година роден Бранислав Велешки. Тој бил познат комита и војвод од овој крај, кој што заедно со својата чета во време на Иденското освен тука доле кај што се симнавме со возот, разрушиле еден мост, направиле акција една диверзантски, цел воз ушил со оружје за турската војска и го разрушиле мостот и паднал во Вардар. И тоа е позната кожланска провала, напад на возот. И овие тука биле, пошто имало судир со турците, во кој што победиле нашите македонци, тука биле тие закопани. Тој овие се познати како такви турски гробишта, само што се запуштени, гледате некој камен стои така и сега за некој време ќе бидат археолошко место. Меѓутоа тоа е еден дел од историјата на овој убав крај, а сега ние продолжуваме на кај Столп. Каже уште една природна реткост во Македонија во која што ќе може да уживате. Повели, кажи. Ова цвеќе се вика јаглика, некои го користат за украсување на дворовите, како цвет, но во порачкиот крај ова се јаде. Многу убаво. Повели уште едно. Уживајте во Македонија. Овие пред селото Столп и сега ќе кажеме зошто селото се вика Столп. Заради овие мали слапови, мали водопади, кои што се вика слап или столп. Имало и низ други места низ Македонија име Столп, меѓутоа не одиме во единственото живо место, живо село што се вика Столп. Уживајте во Македонија.